Ракометниот клуб Радовиш започна со одигрување на пријателски надпревари преку кој ќе ја проверува формата за вториот дел од сезоната, каде Радовиш го очекува тешка борба за опстанок во Суперлигата. Синоќа во спортско-рекреативниот центар 25 мај, ракометарите на Радовиш беа подобри од прволигашот Вардар Неготино со резултат од 61-43, откако на полувреме резултатот беше 30-22. Секако, резултатот е во втор план, бидејќи целта на двете екипи е комбинации и проверување на формата на ракометарите за најважното, надпреварите од првенството. Веќе утре, Радовиш на домашен терен ќе одигра уште еден пријателски меч против прволигашот Младост од Богденци, а овој меч ќе има и хуманитарен карактер. Ќе се игра ракомет за малиот Кристијан, каде влезот ќе биде 100 денари, а собраните средства ќе бидат донирани за лекување на 7-годишниот Кристијан. Кристијан е дете на 7 години, кој нема говор, носене на повеќе испитување кај лекари и давани му се терапии кои не му помагаат да добие говор како последна надеж. Родителите и Кристијан се упатуваат кон центарот Томатис во Белгија, но фамилијата не е финансиски могна за ова лекување и затоа да му помогнеме на ова прекрасно дете, велат од ракометниот клуб Радовиш. Надпреварот меѓу Радовиш и Младост Богданци, кој се игра за малиот Кристијан, ќе започне во 19 часот, затоа да бидеме хумани и да ја покажеме хуманноста на дело.